Депонии отфрлени земјоделски производи, гранки или друг земјоделски отпад се создаваат во секое населено место. Тони растително ѓубре се спалува или гние покрај речните корита, каналите, покрај патиштата. Според стручната Фела, ова е неискористен потенцијал кој може да се претвори во органско ѓубриво, но е голем загадувач на околината. Сведоци сме, кога и да тргнеме, каде и да тргнеме, во сите населени места, се соочуваме со диви депонии и тие диви депонии најчесто се во населените места кои создаваат една неубава слика, така како за местното население, така и за туристите кои доаѓаат во нашиот крај. Проблематиката е сепак на многу високо ниво и мораме да укренеме алармот затоа што ваквата слика создава едно непријатно чувство, но и проблем за самите нас граѓаните во кои живееме во тие населени места. Се почесто се соочуваме со таа проблематика и ние како евроорганизација активно сме вклучени во делот на подобрувањето или едукацијата на местното население како да се справи со тој градинарски отпад. Еве сега поради пандемијата обуките се одвиваа онлайн и имавме голем број на фармери кои сакаат да слушнат во делот на таа зелена економија, во делот на управувањето со тој земјоделски отпад и луѓето се спремни. Тоа ме радува што поголемиот дел од целната група се млади фармери. Ме радува дека младата популација на младите фармери се повеќе сакаат да ги научат тие нови техники и технологии во делот на управувањето со земјоделскиот отпад. Освен компостирање, растителниот отпад може и да се заора со посебни машини кои што ќе го иситнат и земјата е веднаш подготвена за следна сеидба. Ова исто така, според стручњаците, е добро решение. Постојат механизми со многу лесен начин и дел од фармерите ги знаат тие мерки. Еве да кажеме со употребата на тие мулчерки, дека можат да ги заорат растителните остатоци, дека со самото заорување може да ја обогатат почвата со органски материи. Не е начин на спалувањето, еве да кажеме, на гранките од овоштарството, не е начин остатоците од градинарството да земат да ги фрлат надвор од своите ниви, туку со одредени механизации можат да ги зорат во површините, дека ја враќаат таа растителна маса повторно во почвата и дека ја обогатуваат почвата со одредени хранливи материи и ја подобруваат микрофлората на тој начин. Истите препораки се и за стрништата по жетвата на житото. Наместо спалување, заорување. Палењето, освен што го загадува амбиенталниот воздух, исто така е исклучително лошо за самата почва, бидејќи огнот ги уништува и корисните материи и микроорганизми од почвата.